Добар ден, почитувани ученици! Добре дојдовте во e-училница на часот по предметот современи технологии во економските сектори на пазарот на труд. Називот на денешнава наставна единица е Примена на интелигентни системи во сообраќај. Кои се целите на часот? Секој ученик треба да знае да набројува примери за примена на интелигентни системи како во сообраќајот, така и во секојдневниот живот воопшто. Пред да поминеме на реализација на новата наставна единица, најпрв да го активираме нашето претходно знаење. Како ќе го направиме тоа? Доколку вие ученици успеете да дадете краток одговор на овие неколку прашања кои што ви се дадени во прилог, а тоа се: која е важноста на развојот на секторот сообраќај, кои се перспективи и можности постојат во истиот, како и да кажете неколку реченици за прописите и стандардите за заштита на околината и заштита при работа во секторот сообраќај соодветно. Доколку ви е потребно, можете да го паузирате ова видео, да се потсетите на одговорот на прашањата и да продолжите со следење на оваа видео презентација. Сега поминуваме на новата наставна единица. Што се тоа интелигентни транспортни системи? Тоа се сет на напредни апликации кои што може да бидат електронски, комуникацијски, компјутерски, што овозможуваат? Овозможуваат подобра мобилност, односно подвижност, голема безбедност и продуктивност при транспортот воопшто. Која е целта на нивната имплементација? Целта на нивната имплементација е доколку успееме да ја зголемиме ефикасноста, капацитетот, практичноста и удобноста. Исто така, имаат за цел зголемување на еколошките придобивки. Како ќе го направиме тоа? Тоа ќе го направиме доколку успееме со употреба на различни интелигентни транспортни системи да успееме да ја намалиме потрошувачката на гориво, кој што знаеме дека е многу голем загадувач, дека горивото е многу голем загадувач на околината. Пред да поминеме на директна имплементација на некој, односно реализација на некој интелигентен систем, најпрв ќе кажеме збор 2 за еден вид мрежи, така наречени бежични сензорски мрежи или на англиски wireless sensor network, кои што мрежи се составен дел од тие интелигентни системи. Од што се составени? Составени се од различни мрежни топологии, софтверски архитектури, сензори, компоненти и слично, кои што служат за следење и мониторинг на патишта, мостови или пренасочување на возачите надвор, например, од одреден сообраќаен метеж, одредена незгода или градежен зафат. Нашите системи кои што ќе ги разгледаме во иднина, тоа се два системи, односно нашите интелигентни транспортни системи ќе имаат за цел да ја зголемат ефикасноста и безбедноста како на самиот товар, така и на патниците доколку се однесува за жива материја. Засновани се на база на бежични сензорски мрежи, што значи дека нашите, односно интелигентните системи кои што ќе ги разгледаме во иднина, во себе содржат бежични сензорски мрежи. Почнуваме со имплементација, односно со реализација на еден таков систем, употреба на бежични сензорски мрежи во железничкиот сообраќај. Што постигнуваме со тоа? Со тоа постигнуваме, се разбира, преголема безбедност како на пренесениот товар, така и на патникот доколку станува збор за жива материја. На сликата ви е прикажан дел од вагон на кој што се инсталирани неколку видови сензори. Еве, може да видите, имате инсталирано сензор за врата, односно дали ќе отворена или затворена, сензор за мерење на температура на лежиште на тркало, сензор за контрола на кочници, температурен сензор и слично. Како изгледа системот кој што е составен дел од оваа мрежна архитектура? Еве, на сликата ви е прикажан целиот систем. Сензорите кои што се сместени внатре во секој од вагоните преку одредени уреди комуницираат директно со самата локомотива. Локомотивата е таа која што преку бежична врска ги предава тие собрани информации од самите вагони на некоја попатна станица, најчесто тоа е
да речеме патничка станица. Што се случува во меѓувреме доколку дојде до некое генерирање на аларм, се врши брза интервенција, односно сите тие информации стигат до самите сервери и така се известени дека нешто со самото возило, односно самиот воз не е во ред. Вториот систем кој што ќе го разгледаме е примена на бежични сензорски мрежи при наблюдување на мостови. На сликата имате прикажано директно неколку сензори, односно сензорски јазли инсталирани директно на пругата. Како што може да видите, поделени се во два кластери. Првиот кластер вие со портокалова боја, вториот кластер е со зелена боја. Секој од овие кластери си има своји сензорски јазли, односно сензори во себе. Првиот номериран сензорски јазол представува кластерска глава и тој е одговорен за својот кластер. Оваа кластерска глава, односно овој јазол е тој кој што комуницира со, да речеме, приемникот кој што се наоѓа по бојата. Може да разгледате, да разликувате дека овој кластер комуницира директно со овој приемник. Како ја врши таа комуникација? Комуникацијата е бежична преку овој канал 3. Вториот кластер е кластер 5. Исто така, првиот, како што може да видите тука, првиот јазол е кластерска глава кој што комуницира со своите јазли кои што се наоѓаат во својот кластер и преку канал 5 комуницира, по бојата може да видите, со приемникот кој што се наоѓа на вагонот веднаш зад локомотивата. Како тоа изгледа преку анимација ќе видите во прилог. Самите јазли, ги овие поделени во кластерски глави, детектираат надоаѓање преку сензор за детектирање на далечина, детектираат надоаѓање на воз. Што се прави? Најпрви се будат јазлите, следно што се прави се собираат информации од сите на едно место, од сите сензори на едно место, во кластерските глави. И сега, возот, веќе кластерските глави ја имаат информацијата за своите кластери, рековме преку секој соодветен канал ги предава бежично тие информации до самиот воз. Понатаму, самиот воз до некоја попатна станица или така наречен мониторинг центар ги доставува информациите за моменталната состојба на патната инфраструктура низ кое што поминал во моментот. На следниот слайд ви се прикажани реални сценарија од тоа како изгледа имплементација на такви системи директно во самиот сообраќај. Тоа што на првата покрај сензори имаме инсталирано и видео надзор, за сето тоа да може да се следи преку видео апликација. Долу на втората слика ми се прикажани сензори, односно сензорските јазли поставени на одреден дел од пругата. Кој ќе ни биде заклучокот од денешната наставна единица? Дека се што правиме, се што имплементираме, сите тие системи за интелигентни системи имаат за цел да ја зголемат безбедноста, како на пренесуваниот товар, така и на пренесуваната жива материја, брзо генерирање на аларм и брза санација на настанатиот проблем исто така од голема важност и зголемувањето на животниот век на самата мрежа преку употреба на така наречени Energy Harvesting уреди. Што се тоа Energy Harvesting уреди? Тоа се уреди кои што, така наречени уреди кои што ја реискористуваат енергијата која што ни ја нуди природата. Енергијата од сонцето, од ветрот и така натаму. Кај нас се уште попознати како енергетска ефикасност на уреди, која што е
нели секаде во светот популарна, па така е доста популарна и при имплементацијата на тие интелигентни транспортни системи, бидејќи со тоа се заштедува многу на самата енергија. И за крај, бежичните сензорски мрежи, имплементирани во тие интелигентни транспортни системи и нивните соодветни апликации се иднината во конкретниот случај железничкиот сообраќај, меѓутоа можам слободно да кажам дека во сообраќајот воопшто. Сега малку да истражуваме, еве за домашно, имате за цел дома да истражувате, односно да најдете информации за тоа дали конкретно употребата на овие бежични сензорски мрежи може да биде имплементирана во други видови сообраќај покрај железничкиот, како што видовте во конкретните примери, или тоа е невозможно. Истото тоа може да го направите со помош, еве имате во прилог дадено неколку корисни линкови кои што се надевам ќе ви помогнат во самото истражување и ќе ви го направат истото да ви биде поинтересно. Пред да завршиме со лекцијата, секако да видиме што и колку научивме. Во прилог ви имате представено една табела за самооценување. Имате дадено во прилог 3 одговори, да, не и делумно. Секој од вас, еве, нека си ги прочита прашањата, нека си даде краток осврт на тоа колку и каде се ја има сватено самата материја и доколку истото не успел да го направи на нивото на кое што се има зададено на почетокот на самата презентација, секогаш може да се врати од почеток и истото да го повтори. Ви посакувам креативно и успешно учење и благодарам на вниманието. Пријатно!